Молк од јавното обвинителство за аферата Рекет 2. Нема одговор на прашањата на Алфа дали кривичната пријава против директорот на фондот Ден Дончев и првиот човек на здравството Венко Филипче заглавила низ шалтирите на обвинителството стои во фиока или пак му е доставена на рака на обвинител. Продолжениот празничен викенд не ослободува службата која треба да стои на располагање за одговори на новинарски прашања, ама сепак оттаму остануваат недостапни. Последниот пат кога од обвинителството се одважија и споделија информации со јавноста, посочија оти кривичната се уште не го нашла патот до јавниот обвинител и не е процесуирана. Пријавата поднесена од Вера Иванова е пристигната во јавното обвинителство, но не е распределена до одреден јавен обвинител. Истата ќе биде распределена кај обвинител кој ќе постапува во насока на проверка на наводите наведени во кривичната пријава. По споделените информации од и опозицијската ВМРО ДПМН има докази за криминал во однос на овој случај. Председателот на партијата Христијан Мицкоски со предупредување. Да започне судскиот процес доколку видиме дека навистина не се води транспарентно, не е отчетен, не е искрен, тогаш ќе немаме друга причина, ќе немаме повеќе причини да му даваме шанси и ќе ги објавиме јавно тие документи. Тие документи ги има и јавното обвинителство, бидејќи тоа се, како што кажав, доставени до нас изјави од страна на свиркач, изјави поврзани со луѓето кои што беа фатени со истрагата. За аферата што пукна пред 1 месец и го доби називот Рекет 2 се изјаснија и Дончев и Филипч. За директорот обвинувањата биле небулозни, а за министерот смешни. Но и двајцата признаа оти имале средби со шведскиот инвеститор и дека праќале предупредувачки писма до фирмата заинтересирана да инвестира во земјава, ама и до шведскиот амбасадор. Во истите, македонските представници им пишале на швеѓаните дека против фирмата Диамет што сакаат да ја купат се води истрага. Премиерот Зоран Заев, кој на некој начин застана во одбрана на Дончев и на Филипч, рече дека дојавата за истрагата ја добил директно од јавното обвинителство, кое инаку треба да биде независно и да не споделува информации за истраги со никого, бидејќи се тајна. Пред 10 дена пак Филипче во обид да релативизира и да го извади премиерот на прашање на Алфа одговори, оти знаел дека обвинителството истражувало, бидејќи побарало документи од Министерството за здравство. Вера Иванова, претходна собственичка на Диамет, поднесе пријава за злоупотреба на службената положба против Дончев и Филипч. Оти ја оштетиле и неа, ама и државата, преку обид да спречат влез на странски инвеститор, а со цел да извлечат пари и за себе.